Благодарам, председателе. Почитувани, од Министерството за правда доставено е до собранието предлог за избор на член на Државниот совет за превенција на детско представништво. Станува збор за реизбор на Вукел Валдета за член на Државен совет за превенција на детско представништво во својство на представник од Министерството за труд и социјална политика во следните 5 годишен мандат. Вукел Валдета е дипломиран социјален работник, советник за деца во ризик и деца во судир со законот. Во 1999 година вработена во Министерството за труд и социјална политика како советник во секторот за социјална заштита. Инаку таа има бројни активности, од кои ќе наведам некои: спроведување на оперативни работи од надлежност на секторот за социјална заштита во функција на подобрување на социјалната положба и социјалната интеграција на децата во ризик и децата во ризик со законот. Учество во меѓуресорска соработка на институциите надлежни во делот во правдата за децата. Води второстепена постапка за бесплатна правна помош за деца во ризик и деца во судир со законот, подготвува материјали, анализи, информации за областа што ја покрива. Исто така, таа е и член на Комисијата за лиценцирање на стручните работници во областа на социјалната заштита, член на Националното координативно тело за превенција и заштита на деца од злоупотреба и занемарување. Соработка има со невладени организации за заштита на правата на децата, член на интерресорска група задолжена за следење и оценка за спроведување на активностите предвидени во Националната стратегија за развој на пенитенцијалниот систем на Република Македонија. Во годишниот извештај на Државниот совет за превенција на детско представништво, кој што беше доставен во октомври 2022 година и кој не е разгледуван, а се однесува за 2021 година, во препораките стои дека Државниот совет констатира, оценува дека согласно Законот за правда за децата и програмата за работа за 2021 година делумно ги остварил своите планирани активности во делот на превенција на детско представништво и унапредување на правата на децата поради пандемијата и отежнатата комуникација и соработка со други органи и институции. Има доста активности. Државниот совет ќе истакнам една од повеќето. Во тековната 2021 година Државниот совет за превенција на детско представништво ги следеше активностите на примарната, секундарната и терцијалната превенција. Во делот на примарната превенција го следи вклучувањето на децата во предучилишните институции, го следи изготвувањето на превентивните содржини во училиштата, упатување дописи до Министерството за здравство во однос на превентивните здравствени програми, служба на матичните доктори, педиатрија, рана детекција на проблеми, рано интервенирање и советувалишта и центри за деца што користат дрога и други психотропни супстанци. Во делот на секундарната превенција го поттикнува формирањето на општински совети за превенција на детско представништво, за јакнување на полициските службеници во постапувањето со децата во ризик и децата во судар со законот. Во делот на терцијалната превенција, активностите беа насочени кон следење на процесот за трансформирање на јавните установи, за згрижување на деца, следење на институционалната грижа за децата, по излегување од установата и нивната реинтеграција во заедницата, заштита на жртвата, анализа за примена на алтернативни мерки и медијација, како и воспоставување контакт со управата за извршување санкции и одговорните лица во воспитно-поправниот дом Тетово. Беше нагласена потребата од мултисекторски пристап во превенција и вклучувањето на граѓанските организации во делот на областите и осврт на јавното обвинителство и судот во делот на секундарната и терцијалната превенција.
Согласно анализираните податоци кои се доставени од надлежните институции до Државниот совет за превенција на детско престапништво, од надлежните институции се дојде до следните заклучоци. Зголемен е процентот за ризик на деца во 2021 година за 18% во однос на 2020 и за 7% во однос на 2019. Зголемен е бројот на деца повикани во полициска станица за 171 дете или за 20% повеќе од 2020. Процентот на женски деца повикани во полициска станица бил највисок во својство на оштетени, односно 53%, а најнизок во својство на пријавени кои изнесува 10%. Во 2021 година центрите за социјална работа идентификувале најголем број на жртви на деца. Има приближување на соодносот помеѓу идентификуваните деца, жртви од страна на Министерството за внатрешни работи и судовите, а пак во благ надолен тренд е бројот на регистрирани жртви во јавното обвинителство. Заради заштита на децата во полициските станици биле опремени 7 посебни канцеларии, од кои во 2021 година разговор е водено со 164 деца, што е за 16% помалку во однос на 2020. Правото на бранител во полицијата го оствариле 424 деца, односно 41% од повиканите. Применетите мерки на помош и заштита биле спроведени кон 1384 деца, односно 63% од децата во ризик, што е за 21% повеќе од 2020 година. Реков, има повеќе активности, а во однос на разгледувањето на извештајот на Европската комисија, во која што се вели дека во однос на фундаменталните права да се обезбеди соодветна поддршка и услуги во заедницата за ранливите категории на деца, особено децата жртви на насилство, децата роми и децата со попреченост. Ова е од Европската комисија. Нема системски мерки за решавање на прашањето на децата на улица, сегрегацијата во училиштата и понатаму е на високо ниво. Министерот за образование и наука ангажирал за ромски образовни медијатори да работат во 17 општини, заштита од сајбер насилство, бројот на евидентирани кривични случаи на сексуално искористување на деца на интернет е зголемен за 37,5%. Заштита на правата на децата. Европската комисија упатува дека е потребен поширок општествен и меѓупартијски консензус за клучните законодавни реформи, следејќи ги потребите и најдобрите интереси на децата. Допрва треба да се подготвува акцијски план за деца, вклучувајќи доволен буџет и секторски модели за обезбедување на ефективни услуги за децата. Народниот има и други препораки, би сакала да спомнам и некој од народниот правобранител, кој што вели дека потребно е системско спроведување на законот за малолетничка правда, пристапот до правдата, правното застапување и капацитетот на јавните службеници што работат со деца жртви, деца сведоци и деца во судир со законот и понатаму се несоодветни. Правната рамка треба дополнително да се ажурира со меѓународни стандарди и директиви на Европската унија, вклучувајќи ја и директивата на Европската унија 2016/800 за процесни заштитни мерки за деца што се осумничени или обвинети во кривични постапки. Истата констатација од народниот правобранител дека се подобрени условите за притвор на момчиња во малолетничкиот поправен дом Волковије во близина на Тетово, меѓутоа во периодот од септември 2021 година до јуни 2022 немале пристап до образование. Објектот е оддалечен од градот, нема услови, не е погоден за ресоциализација и рехабилитација. Девојчињата 2021 година една година биле во притвор во воспитно-поправниот дом во женското оделение во Идризово, затвор што не овозможува соодветна грижа, едукација, ресоциализација и рехабилитација.
Благодарам.